телевизија. Добре дојдовте во уште едно интервју од оној серијал кој што го правиме со луѓе кои што во Прилеп се на некој начин различни, посебни, придонесуваат за заедницата на благороден начин. И денес сме во Центарот за деца со посебни потреби Прилеп и Ѕуница. И разговараме со професорот во пензија Трајче Зулјамовски. Добар ден. Добар ден, добар ден. Ви благодарам што прифативте поканата за да поразговараме. Пред се за вашиот живот после пензионирањето како професор по физичко образование и култура, како и да беше точниот назив на предметот. Вие сте еден човек кој што во овој центар волонтира и прави што со овие деца? Како пензионер најмногу имам слободно време. А барем како со колегите со кои разговарам, ми велат дека кај мене староста малку е забајна. Тоа значи, уште се чувствувам прилично добро, на нозе сум, се движам, активен сум, скијам, пливам, со едрилица летам, со параглайдерство. И така размислувајќи малку што да сторам со тоа мое слободно време, имав прво идеја, искрено да ви кажам, да се понудам со приватно возило, некогаш да ги земам децата и да ги прошетам недека. Нормално во согласност со раководителите тука. Меѓутоа, тие од таква потреба немаја, бидејќи си имали своји возила. И на нивни предлог беше прифатена идејата јас да идам тука 2 пати неделно да и држам часови по физичко воспитување на децата. Јас тоа го прифатив радо и од минатата година, при крајот на минатата година, почнав да идам 2 пати неделно работиме со децата. Че ве занима условите тука за изведување? Сакав да ве прашам како човек кој што бил професор по физичко образование во средно училиште, во гимназијата Прилепска долго време, па и до самото пензионирање. Ова е исто, сте професор по физичко, ама децата се од сосем различни, со различни потреби. Како е предизвикот да се работи со тие деца? Како ги изнајдувате методите да работите со тие деца? Па јас се нормално, кој што кажавте, немам некој искуство баш такво специфично со вакви деца работам, меѓутоа се прилагодувам на условите, се прилагодувам на децата во смисол на оптеретување на децата, карактеристики од разни вежби за кои тие се способни да ги изведат со цел некој да не го преоптеретиме, или давам посебни вежби на деца кај кои ќе откријам дека нешто им фали. Примерно, детенце не можеше воопшто да клекне да стане, што викнеме. Замислете, не може да користи тоалети, не може да клекне доставно. И акцентот го ставив тука на тоа дете со такви вежби. Други кои гледам дека не може да направат ни една стомачна вежба, што викаме да се подигни немо живот од лежечка положба, и така ги насочувам вежбите према потребите на детето. Значи скенирање на секој дете индивидуално и прилагодување на посебни вежби за неговите потреби. Како е дете кое со посебни потреби, кое што реално не се судрило со задача да прави физичка активност, ајде сега ова да го правиме. Како тие деца реагираат во тој случај? Да, децата добро го прифаќа вежбањето. Тури некој се чудам и како со маките своји кои си ги имаат, колку храбро излегуваат на вежбање, со желба излегуваат на вежбање. Заеднички вежби правиме понекогаш во дворот, кога е добро времето надвор, онака вообичаено да потрчаме, да направиме вежби за оформување на телото, и че ги видите или ги видовте овие реквизити низ парковите кои ги имаме, нишалки, топогани, тука имаме еден час кој повеќе личи на стандардна настава као училиштата. А инаку овдека во Ходников имаме 5-6 справи кои си ги имаат тука во центарот, ленти за трчање, степои, стомачни скали и така. И од тие деца по едно 5 во исто време излегуваме на справите, ги ангажирам тука и нормално ги наделедувам на секоја справа. Да не случајно некој нешто не може да изведува, како да изведува, а уште повеќе ги штитам да бидат безбедни, да некој случајно се повреди. Тие се сепак деца кои воглавном се слаби физички. Колку време сте тука?
Па не знам прецизно, од минатата година при крајот не дека почнавме така, Значи 8-9 месеци. 8-9 месеци, 8-9 месеци веќе работите горе-долу со истата група на дечиња кои да, се- да. Дали вие како пред се како педагог, како професор чувствувате промени кај тие деца веќе по 2-3 месеци? Да, секако. Секако Дали родителите ви кажуваат дека чувствуваат Секако промена? кажува и родителите. Ние овде кај имаме нормална организација, во организација на раководителите, на персоналот, имаме средби со родителите. Родителите често доаѓаат, а и дома си ги гледат децата. Дека се гледа дека напредува физички тие. Да не речам инако, ама физички, кај што јас го давам акцентот да зајакна, тие го чувствуваат. Како велат по здраво тело и здрав дух, колку позајакнува телото, толку повеќе други функции се развиваат кај детето. Детето кој го спомнав со стомачни не можеше да направи ни едно, сега и до 10 пати одидава специјалната справа. Овој што не можеше да клекне, сега слободно клекнува и по повеќе од 10 пати. И така се трудиме да се трудам да кај децата го потигнеме тоа нивото на тие физички способности преди све, а нормално со тоа се развиваме и моториката, сета психофизички ги развиваме децата и така. Додека раскажувате, мислам е многу лесно да се види задоволството кај вас додека зборувате за оваа работа. Цел живот поминат со млади луѓе, продолжувате и после пензија на уште поблагороден начин да го пренесувате своето знаење за развивање и одржување на телото здраво. И од каде таа љубов? Каде таа енергија? Задоволството е обострано. Кога ќе ги видите децата како насмени, кога дојдам се поздравуваме, се бацуваме, еве го дојде професорот. Задоволството ти прави тоа и башка. Јас давам оценка висока за персоналот одека. Тие наставнички кои работат со децата, то се, ајде, како да ги крстам, да не речам, вон земјанки човек, значи како вредна работа, со каква љубов, што ние, и јас се сметам од тие надворешниот свет, тешко тоа може да осватиме. Замислете колку е тешко се работи со здравите деца, а камоли овие кои имаат посебни потреби. Значи 8 часа да поминуваш овде секој ден. Секој ден наставничките со нив работа, ги храна, ги облекува, ги преслекува, хигиенските потреби им помага да ги обава. Не е играчка, не е лесно. И тие кадри треба да бидат стимулирани колку е можно повеќе во општеството. Значи, тие дали според вас центаров ова не е за вас прашање, ама дали има доволно кадар за да се справува со... Нема кадар доволно, подобро ќе ви објасни раководителката на центарот, ама сметам дека нема доволно кадар, тие деца не се едноставни за работа. Имајте во предвид дека повеќето ни, да не греша вака на брзина, замислувам, некој не слуша, тешко говор нема, Тешко комуницира. Тешко комуницира со луѓето. И јас имам таква потешкотија, некој работи, сака да ти кажа, не мора со вежбајните кој да ама чисто приватно сака да ми кажи нешто, јас не го разбирам, па тука се наставничките кои со нивната долгогодишна пракса веќе навикнуваат да ги тумачат тие нивни, ајде нека бидат знаковни јазици, тој знаковен говор, да со мимики, со гестикулации разни се разбира со децата. А тие сака да кажа и своји приватни работи, дома што му се случува, како му се случува, оде пренесува. И тие имат чувства, и тие имат размислување кои што сакаат да ги пренесат во секој случај. Како не? Ова дефинитивно овој дел од разговоров потикнува дека треба да се разговара и со раководните лица, со наставничките кои што работат тука, и да се направи една комплетна слика на овој центар кој што има навистина благородна улога. Вашиот придонес тука е неспорен и дури ми е тешко да го дефинирам, али тука би ја затворил ова тема за вашата улога тука е сега како професор по физичко образование, како човек кој што го разбира спортот. Како прилепчани пред се не можеме да го избегнеме увек, барем една минута, две,
сакам ваше размислување да ми дадете. Јас растев во 90-ти со приказните дека Прилеп е спортски град, дека Прилеп дава таленти кои што не може ни да ги собере. Потоа порасна во 2000-ти или во новиот век, кај што Прилеп веќе и до ден денешен, 2024 скоро и да нема спорт. Да. Како нема да ги бараме причините, затоа можеме да навлеземе во многу длабоки теми таму и особено во ваков благороден муабет тотално непотребни сега да анализираме. Мене ми е само како човек од спортот, како човек кој што го разбира спортот, како се чувствувате да живеете во градот кој што има толку легенди за спортот, а сега нема. Да. Јас по некоја случајност секој ден врвам покрај салата Македонија. И не гледајќи ја, не зе, па и стадионот кој конечно се превршува со иградбата сигурно. Жално е да врвиш покрај такви објекти, по вака голем град како Прилеп, да една сала се распајча. Мислам срамота е друг збор, не знам што да одберам. Тоа е депонија, сигурно сте виделе, се распајча, остави такви објекти. Низ градот ги има полно, во спортот нормално, се стагнира. Јас исто имав лоши искуства со спонзорствата и така натаму и ти едноставно ти го коча спорот. Немаме, како што кажавте, немаме салам екипи, салам спортисти, како некојаш, како Победа што биде, како Тутунски ракометарите, па и да кажам малку нескромно женскиот ракометен клуб Метал Техника со кој неколку години само леговме во прва лига и така. Ама сега тоа го нема. Јас сум, искрено да ви кажам, разочаран скоро не одам по надпревари што да ги гледам и Последно што јас чув, а барем за тоа знаев дека сме дури на светско ниво сме носеле медали, а тоа е каратето, дека и тоа било пред замирање. А тоа е индивидуален спорт. Денеска баш на телевизија ги давали, значи можда веќе снимка, не сум сигурен. Колегата Славчо со џудото што работи, исто клуб афирмиран, кој бил расадник на спортисти и подруго е некако. Јас во времето со покојниот колега Мери Пушковски Симон бевме на Сдруженијето на педагози по спорт во градов. Работеа стотици деца во пионерски. Сите наставници по физичко имаат своји пионерски школи. Затоа им се плаќаше преку федерацијата и тој беше расадникот. Од тие стотици деца кои тренира, после лесно излегуваат на површината врвни спортисти кои ги полнеа екипите, ама сега се шал. Не би сакал да коментира многу, тоа е. Го донесов накратко овој муабет, само за сакав да го чисто да ја пренесиме емоцијата која што е комплетно различна од она што ни го носи секојдневното задоволство во пружање помош во вашиот случај на одредено место и пренесувањето знаење, ова друго ни буди комплетна горчина. И сакав само да го поврзам, дали е можно спортот во Прилеп да заживее пак преку волонтерство? Преку волонтерство мислам на успешните спортисти кои што се веќе во пензија, да се направат некакви, не знам, здруженија кои што... Како е што сум ангажиран, вака се ангажираме по спортовите, ама сето тоа тешко. Замислете, ве спомнаме сала Македонија. Погледнете го Партизан домот. Внатре има успешни екипи, одбојкарски, колегата Орде и Гиче работат. Нема грење, нема сала, ништо, камен студено, кој вежба тука? И такви проблеми треба тргнеме до елементарни услови за децата да се развиваат. И да биде наставниците стимулирани. Можеш волонтерски да поработиш некој време, да сториш нешто, да се ангажираш, ама сепак треба да бидат стимулирани и наставниците од тие. Секој што велиме за џабе, никој не работи, ова волонтерско го правиме од љубов, ама не можеш да земиш екипа да водиш, која бара многу жртви секако. Ја себе да ви се пофала, малку сум волонтер, повеќе од 10 години во две села ваму Црешнево и Зркле. Носиме помош, прво со супругата носевме, сега и сам. Збирам по пријатели гардероба.
многу фирми ми помагаат, ќе ми да по нешто и да речам финансиски средства да купам и храна, да не биде само и одам кујча во која има 8 деца без мајка и така, ама тоа го правам веќе 10 години. Се надевам дека Така сега со овој муабет на да поттикнеме и други, не? особено дека ќе поттикнеме други луѓе кои што се во можност, имаат знаење, имаат малку време од можности повеќе, сигурно. да го искористат на малку благороден начин. На заедницата, особено во Прилеп, очајно и требате сите вие кои што ги имате тоа знаење и таа енергија, и кога има уште малку слободно време да гледаме да се насочиме кон да ја правиме заедницата колку толку подобра. Професоре, ви Вашава благодарам. емисија фактички ќе биде целта таква некако да ете со мојот скромен пример да поттикнеме некои други, и ги има и други кои што реков со задоцнена старост би може да се вклучат да помогнат. Апсолутно. Ви благодарам за разговорот. Мола, ништо. Ми беше задоволство. Фала ви, фала. Со вас се гледаме во следно интервју.